Денеска Советот на општина Кавадарци ја одржа 22-та седница на која на дневен ред беа повеќе од 45 точки. Материјалите се главно од интерес на законски норми и форми поврзани со завршните сметки на повеќе образовни и културни институции од општина Кавадарци. Меѓутоа, главното внимание на оваа седница го задржува предлог одлуката за започнување на постапката за гасификација на град Кавадарци. Извршена е презентација поврзана со гасификацијата на градот и градската дистрибутивна мрежа. Освен тоа, на оваа седница беа разгледани и други материјали, како што се годишната сметка на буџетот на општината за минатата година, извештајот за работата на општината за минатата година и други материјали. Пред почетокот на расправата на денешната седница, градоначалникот Митко Јанчев ги информира сите советници и јавноста дека транспарентноста и отчетноста на општина Кавадарци, за разлика од минатиот состав, е порасната многократно. Имено од 38-то место, сега општина Кавадарци се наоѓа на одличното 3-то место, по исполнување или јавното презентирање на сите проекти кои ги работи општината во текот на 2018 година. Но овде нема да застанеме, рече Јанчев, ќе продолжиме и сакаме да бидеме лидери во Република Македонија во делот на транспарентноста и отчетноста пред граѓаните, оние кои и го полнат буџетот на општина Кавадарци. Во своите искажувања Јанчев меѓу другото рече: Денеска, после година и пол на постоење на овој мандат на Советот и на мојата градоначалничка функција, и излегувањето на проектот следење на принципи на јавна администрација во зачувување на вредноста на доброто и управувањето, да направиме една мала презентација од оваа брошура која што со покривање на Европска унија секоја година ја отчитуваат транспарентноста и отчетноста и управувањето со финансите во единиците на локалната самоуправа. Значи, општина Кавадарци до пред нашиот мандат, вклучувајќи го мојот и вашите како советници, била на 48 место од вкупно 80 места по транспарентност и отчетност во делот на финансиско работење и работењето на веб порталите и објавувањето на сите документи кои што треба да бидат транспарентни. Или од 100% максимално бодирање имало 21% исполнетост. Во моментот општина Кавадарци е единствен пример во Република Македонија во 2018 година што има пораз во делот на транспарентност и отчетноста, се наоѓа на 3-то место, значи од 48 на 3-то место, и имаме 50,6% исполнетост во делот на транспарентност. Ова е еден голем успех за нас како општина, како совет, како администрација, како градоначалник, да бидеме на 3-то место во Република Македонија по делот на транспарентност и отчетност. Тоа значи дека општина Кавадарци во целокупното работење и административно, и медиумски, меѓутоа и објективното работење го има на едно високо ниво. Јас како градоначалник, а верувам и вие како советници, 2019 година ќе се бориме да бидеме на прво место. Тоа значи дека имаме уште доста за работа, уште 40% имаме за исполнување за да постигнеме 100% од исполнетоста на критериумот на Европска унија во делот на локални самоуправи. Само за информација, на прво место општина Штип со 61% на исполненост на транспарентност. Така да не е далеко првиот од третиот, меѓутоа ние мислам дека со оваа годишна програма која што имаме и транспарентноста која што ја покажуваме и објективноста и како политички партии и како градоначалник и како администрација, мислам дека ќе поминеме над 18% за наредната година и да бидеме еден позитивен пример за граѓанството и позитивен пример за една локална самоуправа и за буџетските пари кои што транспарентно треба да ги трошиме, односно да ги објавуваме сите информации, да има достапност граѓаните и целокупното општество. Јас уште еднаш ви заблагодарам, ова е заедничка заслуга и моја и ваша како советници, политички партии, меѓутоа и на јавната администрација која што е покажала ова објективност и транспарентност.